И покрај условно наметнатата и сериозно изместена клима за непречено одржување на мега-културно-забавни манифестации, локалната самоуправа од Прилеп, не сакајќи да ги разочара и да им остане должна на сите оние кои со години уживаат во убавините на најголемиот балкански фестивал на пивото и скарата, Пивофестот, истиот и годинава ќе се организира традиционално по завршувањето на Петровденските пости, односно од 16 до 19 јули. Според најавите од организаторите и покрај тоа што оваа година заради актуелните политички случувања подготовките малку се пролонгираа, сепак фестивалот нема ништо да изгуби од својот квалитет и атрактивност. Ова особено ако се има предвид дека подготовките за секое наредно издание на фестивалот всушност секоја година започнуваат веднаш по завршувањето на претходниот. Секако она што оваа мегакултурно-музичка манифестација ја издигна на пиедесталот од најатрактивните и најпосетуваните вакви манифестации на Балканот е токму изборот на музичките имиња кои во 4-дневната фестивалска фешта расположението на илјадната публика го доведуваат до делириум. Така и годинава во најава се доста звучни музички имиња како од домашната така и од балканската музичка сцена. Со поголемиот дел од нив преговорите се веќе завршени и нивното присуство е потврдено, а со некои се уште се договараат финесите околу нивното гостување. Она што во моментов со сигурност се знае, како што дознаваме од наши добро упатени извори, е дека на годинашниот Пивофест 2016 свое сигурно гостување ќе имаат Аца Лукас, Тропико Бенд, Радмила Манојловиќ, Александра Радовиќ и самостални референти од некогашната ју музичка сцена, како и Парни Ваљак и Хари Матахари, со кои преговорите се во завршна фаза. Од домашната музичка сцена, љубителите на пивото и на надалеку прочуената прилепска скара ќе ги забавуваат Давид Нешковски трио, Лион Д, Каролина Гочева, Куку Леле и уште неколку други познати имиња од народната и забавната музика, како и флај проект Бенк Ладек. Како што појаснуваат организаторите, кај сите досега контактирани музичари постои силен интерес за учество на фестивалот, но интерес постои и кај други познати естрадни имиња, заради што не е исклучена можноста да има извесни измени во имињата на гостите.